Оваа симпатична кукла е единствениот предмет со сентиментална вредност што семејството Протасевич успеа да го земе кога избега од руските сили, кои ја нападна Украина во 2022 година. У нас було декілька речей. Побегнавме со неколку работи, лаптопи, 2 канти бензин, а керка ми ја зеде оваа кукла. Незиното име е Тусија. Була лялька. Катерина, незиниот сопруг, мајка и двете деца се од село во украинската област Керсон. Раселени, тие мораа да поминат година и пол движејќи се низ земјата, обидувајќи се да најдат место за престој. Дуже багато людей з сел із невеликих. За многумина од село или мала заедница, тешко е да се асимилираат во голем град. Да стекнете нови вештини кога сте изгубиле се е исклучително стресно. За да им помогне на семејствата како Протасевич, група наречена Добротворна фондација Уживање во животот создаде проект наречен Куќа во близина, чија цел е да им овозможи на натрешно раселените лица да им се олесни во нивните нови заедници. Купуваме будинки, насправді. Купуваме куќи, ги реновираме, така што ги има сите удобности, а потоа ги даваме бесплатно на семејства што сакаат да се преселат во село во регионот на Киев, но и да живеат и работат таму најмалку 10 години. Нивна задача е да се грижат за таа куќа и да плаќаат комуналии. По 10 години, семејството ќе стане собственик на куќата. Фондот бара и работни места. Многу градови и села имаат недостиг на работна сила. Оваа болница во градот Тарашча во Киевската област има 10 слободни работни места. Ми маємо потребу в таких лікарях, як Потребен е педијатар, општ лекар, невролог и доктор по функционална диагностика. Како мала болница, тешко е да се најдат специјалисти, но кога потенцијално доаѓа слободно работно место со ново населените, тоа е поинаку. Болницата обслужува 26.000 луѓе од околните мали заедници. Со оглед на тоа што многу работници на возраст за пензионирање и млади луѓе се преселуваат во поголемите градови, властите велат дека овие лица може да помогнат да се пополни празнината. ми вже мали декілька співбесід, не співбесід. Веќе имавме неколку интервјуа со внатрешно раселени лица по препорака на фондацијата. За оние кои се раселени поради војна, програмата е шанса за стабилен дом и заедница. Був період. На почетокот се сумнував дали вреди да се преселиме повторно, бидејќи постојаните промени се исцрпувачки, но по 4 месеци живење овде се чувствувам како дома. Она што најмногу ми се допаѓа овде е што е релативно безбедно. Моите деца спијат мирно, нема сирени. Протасевич веќе една година живее во селото Медвин во Киевската област. Првично, таа работела како сметководителка, а сега им помага на другите како неа со добротворна фондација наречена Уживање во животот. Вони саме шукали соціальні. Тие бараа социјален работник кој ќе им помогне на семејствата да се смират, но и да действува како посредник меѓу нив и фондот. Додека Куќа во близина е пилот проект, организаторите сакаат да ги зголемат и да ги научат заедниците како сами да ги спроведуваат таквите програми. Како што растат очекувањата за завршување на руско-украинската војна, така се зголемува и надежта за оние кои мораа да побегнат, повторно да имаат каде да се вратат дома.